Започнуваат вестите на Канал 8. Вкупно 275 болни и изнемоштени лица од општините Кочани, Виница, Зрновци и Чешиново Облешево ќе гласаат на еден ден пред председателските избори, што се закажани за в среда 24 април. Владата донесе одлука деновите која ќе се гласа, односно 24 април и 8 мај, да бидат неработни и нема да се одработуваат. Во општините Кочани, Виница, Зрновци и Чешиново Облешево се пријавиле вкупно 275 лица, кои ќе гласаат еден ден порано од регуларниот датум за изборите, односно во вторник. Најголем број од пријавените се на територија на општина Кочани, 172 лица, 61 лице се во Виница, 31 во Чешиново Облешево и 11 граѓани во Зрновци. До истекот на терминот за пријавување, во Виница во изборната комисија биле поднесени вкупно 62 пријави од болни и изнемоштени гласачи. При проверката на пријавените, утврдено е дека едно лице не е запишано во избирачкиот список, иако имало уредна документација, што значи дека нема да може да го оствари своето избирачко право. Во вторник на 23 април, во првиот круг од председателските избори, ќе гласаат граѓани кои се болни и изнемоштени, лица со попреченост, како и лица кои се во затвор. Во Кочани вкупно има 63 избирачки места, од кои 4 се со помалку од 10 гласачи, поради што тие ќе гласаат на други избирачки места. Во општина Виница пак гласачите се распоредени на 33 избирачки места. Жителите на општина Зрновци ќе гласаат на 4 гласачки места, од кои 2 се во Зрновци, а по едно во Видовиште и Мородвис. Лицата со право на глас во Чешиново Облешево се распоредени во 13 избирачки места, од кои по 2 се лоцирани во Чешиново и Жиганци и по едно во Облешево, Соколарци, Борилчево, Кучичино, Теранци, Уларци, Чифлик, Бања и Спанчево. Првиот круг од председателските избори е закажан за в среда 24 април, а граѓаните со право на глас може да го остварат на соодветното гласачко место, што ќе биде отворено во периодот од 7 до 19 часот. Училиштата во кои има избирачки места ќе работат во вторник, а ќе бидат заклучени само просториите каде е сместен избирачкиот материјал. За непречено спроведување на председателските и парламентарните избори, закажани за 24 април и 8 мај, владата донесе одлука овие 2 дена да бидат неработни и да не се одработуваат. Представници на политички партии и коалиции го подпишаа Кодексот за фер и демократски парламентарни избори, што се закажани за 8 мај. Представници на политички партии и коалиции во собранието го подпишаа Кодексот за фер и демократски парламентарни избори, што се закажани за 8 мај. Председателот на Државната изборна комисија, Александар Даштевски, констатираше дека подпишувањето поминало во најдобар ред. Мислам дека помина во најдобар ред и дека се обврза на основните принципи, почитување на основните принципи кои ние сме ги утврдиле во соработка со меѓународните институции, пред се со ОБСЕ и со АјФЕС, а тоа се владењето на правото и правната држава, слободни, фер и демократски избори. Под слободни се подразбира она што го прочитавме, дека нема да се врши влијанието на вработени во државни органи, меѓутоа се подразбира на сите дека нема да се врши, затоа што тоа не е слободно гласање доколку се вршат притисоци. Понатаму забрана на говорна образа, што е сега една од најбитните работи поради развојот на социјалните мрежи и други интернет портали, и забрана на секаков вид на дискриминација, за да не ги набројуваме сите основи, меѓутоа јасно е дека се работи за основите од законот, а посебно е побарано и од меѓународните организации и посебно истакнато дека се забранува дискриминација врз жената, бидејќи имаме случаи каде што е користена. Така што најголемиот дел од представниците подпиша и се надевам дека ќе се
грижат за спроведување на тие правила, бидејќи тоа не е нешто што е задолжително. Мислам, задолжително е да се организира настанот, меѓутоа почитувањето зависи, како што рековме, од етиката која што ја променуваат, значи од етичките норми. Што повеќе се почитуваат овие правила, толку повеќе демократијата е на повисоко ниво во Република Македонија. Нели нашата основна цел е влез во ЕУ, таму важат овие принципи што сега ги прочитавме и што ги подпишаа сите представници на политичките партии кои беа присутни. Кодексот него подпишаа кандидатот од партијата Демократи Јорго Огнеровски, како и председателот на партијата Гром Стефчо Јакимовски. Кампањата за парламентарните избори почнува в четврток, а првиот круг од гласањето е на 8 мај, кога ќе се одржи и вториот круг за председателските избори. Општина Кочани планира да инвестира околу 55.000 евра за изградба и асфалтирање на улица во зоната лесна индустрија. Рокот за комплетирање на градежните работи е 3 месеци. Во рамки на планот за изградба и уредување на сообраќајната инфраструктура, Општина Кочани ги почна активностите за пробивање и асфалтирање на ново проектирана улица во зоната лесна индустрија. Според проектираните трошоци, предвидено е за оваа намена да се потрошат близу 3.400.000 денари, што се обезбедени од општинскиот буџет. Службите во локалната самоуправа го објавија јавниот повик за избор на изведувач на градежните работи. Според спецификацијата во тендерската постапка, се планира да се пробие и асфалтира коловоз во должина од 110 и максимална ширина од 8 метри. Во описот на задачите што треба да ги изврши избраниот изведувач е наведено и дека треба да се постават бетонски рабници од двете страни на улицата. Исто така, за одвод на атмосферската вода, неопходно е да се изградат соодветни канали, како и да се постават монолитни шахти изработени од полимер бетон и полиетиленски одводни цевки. Со оглед што станува збор за специфична намена на улицата, односно по коловозот ќе се движат и тешки товарни возила, асфалтирањето треба да се реализира во 2 наврата. При тоа ќе се користи асфалт со различна гранулација и вкупна дебелина од 13 см. Во моментот тече рокот од јавниот повик за избор на изведувач. Пријавувањето на заинтересираните фирми е до 2 мај. По изборот на најповолната понуда ќе се подпише договор за реализација, а обврска на изведувачот ќе биде да ги комплетира работите во период од 3 месеци. Врнежите од дожд предизвикаа известни проблеми во одвивањето на сообраќајот во регионот. Од јавното предпријатие Македонија Пат и од Автомотосојузот на Македонија ги предупредуваат возачите за внимателно возење на делниците кон Делчево и Берово поради одрони од карпи. Според информациите добиени од Автомотосојузот и од јавното предпријатие Македонија Пат, сообраќајот на магистралните патишта во регионот се одвива без забрани, но по влажни коловози. Врнежите од дожд во текот на денот не предизвикаа застои, но во важност останува предупредувањето за внимателно возење на патиштата во регионот. Од Автомотосојузот препорачуваат прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Посебно внимание е потребно на делниците кои минуваат низ клисури и засеци, особено на патните правци од Кочани кон Делчево и Виница кон Берово, каде има појава на одрони на карпи. Дежурните екипи на Македонија Пат прават обиколка на критичните места и го отстрануваат паднатиот материјал од коловозот. Сепак, можно е во текот на вечерните часови да дојде до нови одрони. Од Македонија Пат исто така додаваат дека и покрај продноста на патниот правец кон Делчево, во важност е предупредувањето до возачите да пристапуваат внимателно и со намалена брзина кон местата на кои претходно имаше поголеми слечишта и одрони од карпи. Исто така, неопходно е да се придржуваат и кон предупредувањата на поставената вертикална сигнализација. Во салата на мултикултурниот центар се одржа работилница Безбедни училишта, развивање на доверба. Настанот имаше и интерактивен карактер, а присуствуваа представници од стручните служби од основните и средните училишта, ученици, како и лица од невладини организации.
Во салата на мултикултурниот центар во Кочани се одржа работилница со наслов "Безбедни училишта, развивање на доверба". На настанот присуствуваа представници од стручните служби од основните и средните училишта, ученици и лица од невладини организации. Идејата е да се зајакнат капацитетите на стручните служби, заедно со представниците на центрите за социјални работи и сите релевантни чинители кои се одговорни за безбедноста на децата во училиштата. Работилницата имаше и интерактивен карактер, а присутните имаа можност да дискутираат со деканката на правниот факултет Олга Кошевалиска и професорот Методи Хаджијанев. Значи, целта е да се прво превенира детското престапништво како една појава која што се повеќе и повеќе заема замав, да се апострофираат и да се изнајдат проблемите кои што ги тангира секоја општина поединечно, бидејќи секоја општина се справува со различни проблеми во однос на безбедноста на децата. За среќа во овој регион може да се каже дека детското престапништво е со помал интензитет отколку во останатите делови од нашата држава, но во однос на врсничкото насилство и оно што се случува во школите, секоја општина се справува со различни проблеми. Некаде сајбербулингот е поприсутен, некаде социјалното насилство или исклучувањето, емоционалното, зависи секоја општина и секој училиште се справува со различни проблеми. Битно е да се изнедат проблемите, битно е да се истите локализираат и навремено и правилно да се одговори кон истите. Доколку се остават или се, да речем, амортизираат за да не се крева голема врева, тогаш се прави најлошото во интерес на децата. А нашиот интерес секогаш треба да оди кон најдобриот интерес на децата или благосостојбата на децата генерално во образовниот систем. Оној дел на кој што јас се осврнувам е сајбер безбедноста, сајбер просторот и како современите технологии, вознемирувачки технологии, покрај тоа што се фактор кој го засилува иновативноста, но и капацитетите кај младите, создаваат услови или простор за зголемување на насилството. И она што можам да кажам е дека анализите покажуваат дека за разлика од порано, насилството е преселено од физичкиот свет во дигиталниот свет и фактот дека ние во суштина имаме сериозен проблем со таа конвергенција помеѓу дигиталниот и физичкиот свет, се рефлектира на процедурите, протоколите кои што постојат за безбедност на младите. И една од задачите кои што ја имаме овде е да ја покренеме свеста за тоа дека постоечките протоколи се добри, но и се те барат перманентно зановување и унапредување врз база на стекнатите знаење, информации за тоа како младите ги злоупотребуваат овие технологии и како ги користат за меѓусебно напаѓање, односно за пролиферација на тоа насилство. Работилницата Безбедни училишта, развивање на доверба, освен во Кочани, се има одржано и во општините Штип и Свети Николе. Доколку резултатите се покажат како добри и предизвикуваат позитивна промена, работилници ќе се спроведат и во другите градови од државата. Почитувани, тоа беше се што ја подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.